Последни километри од Словенија кон Италија. За постарите генерации значат приближување до најдобриот град во кој социјалистичкиот исток можеше да купи западни производи. Рампата на границата, каде илјадници шопинг туристи се потеа и од царината и од неколкуте слоја облека на себе, сега е постојано отворена. Речиси 3 децении подоцна Трст се накити за повторно да пречека голема тура гости од Македонија, Босна, Албанија, Србија, Косово и Црна Гора. Причината за дочекот беше самитот за Западен Балкан, чиј домаќин, иако формално Италија, беа и Германија и Франција заедно под знамето на Европската Унија. Trieste è sempre stata molto conosciuta nei Balcani perché a suo tempo eravamo il grande supermercato dell'est europeo, tutti venivano a Trieste fino a pochi anni fa ad acquistare, come la Slovenia, come la Croazia. Mi auguro che oggi succeda anche con i Balcani e che tutti insieme viviamo in pace in questa Europa unita. Grazie e buona giornata a tutti. Но овој пат, западно-балканците не дојдоа да ги остават своите пари во симпатичниот приморски град. Дојдоа, бидејќи Европа вети дека во Трст таа ќе им даде пари. Логичното прашање зошто, уште на стартот, го одговори шефот на италијанската дипломатија. Capirete bene che i motivi non sono strettamente economici e non sono solamente economici, ma sono politici, perché io sono assolutamente legato alla idea che dove passano le merci non passano i soldati. Dove vi è integrazione economica non vi sono guerre. Самитот во Трст е четвртата епизода од така наречениот Берлински процес кој треба да им помогне на преостанатите балкански земји да станат членки на Европската Унија во период кога Европа се измори од проширување. Така во Трст имаше две Европи. Едната постара и побогата, која и покрај своите внатрешни проблеми се обидува да најде нова енергија за прием на Балканот во ЕУ. Според изјавите на тројката Меркел, Макрон и Джентилони, таков импулс веќе има. Другата Европа во Трст беше онаа нашата, балканската. Меѓусебно скарани политичари и држави. Сакаат да бидат дел од старата Европа, но не можат или не сакаат да ги надминат големите недоразбирања кои им стојат на патот до заедничкото европско семејство. Тие проблеми свесно не беа ставени на маса во Трст, а ЕУ се обиде да притисне барем за елементарна соработка. Таквиот пристап најде на критики, но и на подсетување дека е неопходна посветеност од сите страни. Are you afraid that this process, as it's changing the names, first it was we, the Balkan citizens, were promised EU integration first, then it was Berlin process, now we're promised something fancier called Berlin Plus. But in essence, nothing has changed for our daily life in regional cooperation. Making recommendations, to be fair, is not a big problem. But the real challenge is how to implement it. And I think this is the task of everybody. And honestly, I have some concerns also today that the society is split into two parts, the politicians and the civil society. I think if you want to make progress, and if you all want to make progress, all of us have to think how we can contribute that things are changed. Од неколкучасовниот собир во Трст и не можеше да се очекува да биде доволен за решавање на деценијски проблеми. To je više simbolički akt, ali ako simbolizam bude mi hoćemo da vi budete član Evropske unije, ali mi moramo otvoreno da govorimo o reformu, o demokraciju, onda to bi bila dobra poruka. Ja se plašim da poruka može da bude i mi hoćemo stabilnost, mi hoćemo mir na Balkanu i kako vi to radite, koja vrsta vlade imate, to nama ne zanima. I to bi bio loša poruka. Znači, simbolika je bitna, zavisi na kom pravcu tu ide. Иако немаше драматичен пробив, дојде до напредок. Западно-балканските лидери се согласија да чекорат кон заеднички економски простор, кој ќе зголеми меѓусебната трговија и ќе ги подготви за пристапување кон ЕУ. За возврат, Западниот Балкан доби неповратни 194 милиони евра за инфраструктурни проекти. Според бројот на население, најмногу доби Македонија – 70 милиони евра за пругата кон Бугарија или околу 35 евра помош по глава на жител.
Босна и Херцеговина и Србија добија поддршка од 12, односно 11 евра по глава на жител. Македонија доби силна политичка поддршка. Германската канцеларка Ангела Меркел одвои речиси 30 минути за македонскиот премиер Зоран Заев, а иако кусо, време најде и францускиот председател Емануел Макрон. Европските мокници најдоа време за средби и со други премиери. Па, на крај, кој повеќе, кој помалку. Западно-балканските лидери имаа со што да се пофалат од Трст. Обезбедија фотографија со лидерите на ЕУ. Се пофалија и западноевропските политичари, дека Европската унија е отворена да ги прими и да им помогне на балканските земји, но само под услов да тргнат по патот на демократизација и функционална правна држава. Но, кога на крајот на денот требаше да се објасни зошто ЕУ го посакува Балканот, се испостави дека мотивот е пред се страв, а не искрена љубов. Europe should catch up the delay created by the historic events. Europe must be more aware of its duties, its responsibilities in Europe, and the fact that if gaps are left empty, if you leave a void and you don't fill that void, somebody else is going to fill it. Какви и да се мотивите, пораката од Трст е дека портите на Европската унија се отворени за балканските земји, но не без реформи. Тоа значи дека регионот нема да заплови заедно кон унијата, туку дека ќе зависи од секоја држава поединечно кога ќе ја крене котвата.